Добро вечер. Време е за уште една животна приказна, која што сум сигурна дека и овој пат нема да ве остави рамнодушни. Јас веднаш ќе ја најавам и ќе ја представам мојата вечерашна гостинка Јулија. Јулија, добро вечер и добро ни дојде на Беткаст. Благодарам, Бети, навистина ми е драго што денеска сум твоја гостинка. Уште веднаш ќе ти дадам комплименти за изгледот, навистина изгледаш убаво, фантастично, средена како и секогаш и дотерана, и на овој мој комплимент ќе дадам само уште една забелешка, дури не се забележува на тебе колку многу удари во животот доби, односно животни удари. Како успеваш? Благодарам за убавите зборови, нели убаво е кога жена на жена ќе каже вака убав збор, па тогаш некако и повеќе веруваме. Види, не знам како да ти кажам, јас нешто посебно не се трудам околу тоа како ќе изгледам. Имам дисциплина во начинот на живење, кој сум го стекнала со години. Значи, не сакам некои драстични промени на мене, никогаш не правам. Истата фризура ми е со години. Како успевам сега, после сите удари, искушенија, како што рече ти удари, баш животот навистина не ме мазеше. Премногу удари уште од млада, да не речам последниве години, навистина нешто што не се опишува. И многумина ме прашуваат што правам или како успевам. Јас ќе речам се е Божја волја и ми се чини дека се она што надворешно се манифестира на мене е всушност резултат на мојата внатрешност. Затоа што долги години работев на духовноста. Долги години Бог ме стави на големи искушенија и низ тие искушенија единствено нешто што ме водеше и единствено нешто што ми помогна да се издигнам како феникс од пепелта е љубовта. Безусловната љубов, безусловната верба, предание кон Бога. И кога вие на тој начин ќе ја исчистите душата од внатре, кога ќе дојдете до тој длабок мир во себе, кој што и покрај сите предизвици, сите искушенија, сите шибања од секојдневието, едноставно таа свесност која во нас проработува, знаеш, и ти ја дава свесноста за повисокото наше битисување, тогаш Господ прави една преобразба во нас. Јас многу пати сум кажала дека Бог е најмоќниот естетски хирург и пластичар и ботокс оператор и се што денеска е актуелно, но како што Бог може со своето битисување да те поправи од внатре, кое што ќе се манифестира кон надвор, не можат ни сите најдобри хирурзи и козметички препарати. Те слушам убаво, нели, кога велиш љубовта безусловна кон Бог. Меѓутоа, после последната трагедија која што ти се случи, знаеме сите дека Андријана, твојата ќерка, за жал, пред неколку години го напушти овој свет. Имаше ли тука некаква лутина? Се појави ли некаква лутина во тебе кон Бог? Еве, сум имала можност и во текот на снимањата на овие подкасти во кои што често раскажуваме навистина трагични животни судбини, меѓутоа и во секојдневието, да луѓе кога ќе им се случат трагедии, му се лутат на Бог. Да. Од друга страна ќе тебе гледам љубов кон Бог. Да, апсолутно. Се налути ли ти некогаш? Па знаеш како, ние и Андријана и јас верувавме во љубовта Божја и кога човек духовно се едуцира, знае дека Бог е љубов. Тоа е првото нешто што треба да го прифатиме како
како спознание наше, дека Бог е љубов и кога тоа ќе го имаш во себе како чип, едноставно кога тоа ќе биде твој начин на живење, не само како знаење, него едноставно примена во секојдневието. Значи, за се што ти се случува, без разлика, добро или лошо, да знаеш дека Бог има повисок план, дека тоа е Божја волја при фаќањето и дека Бог е љубов и дека сме ние сите возлюбени деца на Бога. А кога ќе го живееш тоа, тогаш, ние поминавме на вистина голема голгота со Андријана и ниту таа, ниту јас ни во еден момент не му се налутивме на Бога. Да, кога таа ја напушти оваа реалност, јас милион пати го прашав Бог, тоа е неминовно. Зошто, Боже? Зошто? Затоа што јас го молев Бога да отидам јас, а моето дете да остане во оваа реалност. Затоа што кога ќе се соочите со еден таков тежок предизвик, родителот, не знам, не можам да тврдам за сите, но јас како мајка воопшто не го жалев својот живот. Значи, јас мојот живот го положив пред Бога. Тогаш престануваат сите стравови. Кога ти ќе го надминеш стравот од смртта, кога ќе речеш, Боже, земи го мојот живот, моето дете да остане живо. Тогаш едноставно победуваш се. Значи, ти кога и во христијанството тоа го пишува, значи во сите свети книги, кога ќе се дадеш како жртва пред Бога, да не се плашиш од тоа што те чека таму едноставно. Се случува некоја чудесна преобразба која ние вака можеби во секојдневието не можеме да ја обсервираме, не можеме на некој начин да ја доживееме, затоа што едноставно луѓето се плашат. Најголемиот страв на секој човек е стравот од смртта. А кога ти веќе не го жалиш својот живот и кога не се плашиш од смртта, значи дека имаш потполна доверба во Бога. А кој родител сака неговото дете да отиде пред него? Ниеден, не верувам дека постои таков. И тогаш едноставно пораснуваш се, одиш степен повисоко во духовноста. Може би во тој момент не си свесен за тоа, но јас како една свесна личност која што со години работам на себе и која што на некој начин искалила, се воздигнувала духовно, едноставно тоа го гледаш, го осознаваш, го освестуваш просто. И затоа нели нормално е да се запрашаш зошто кога јас мојот живот ти го дадов на дланка, но Господ има друг план. И неговиот план ние тоа го знаевме, секогаш така бевме, затоа што растевме исто, Андријана покрај мене, дека неговиот план ние не можеме да го знаеме веднаш. Тој ни се открива полека. Зошто мене ми даде таков пат, такво искушение. Јас никогаш во животот не сум верувала дека вакво нешто ме чека во животот, затоа што имавме други планови, и Андријана имаше други планови, имавме заеднички планови и никогаш не сум помислувала на дека би можела да доживеам нешто такво, затоа што секој родител сака да биде испратен од своето дете. И јас понекогаш кога зборувавме со Андријана и викав, знаеш си некој кога ќе си отидам од тука, ти знаеш како да ме дотераш, да ме нашминкаш, знаеш каква ми е косата, знаеш дека така си, значи, она што се шминкам помалце, иста сум и за настапи, и преку ден, немам некои драстични промени, не сакам да изгледам многу различно од тоа што, да пример, што сум едноставно јас. Но држам до тоа да си бидам онака скоцкана, примерна, нели да изгледам достоинствено како една жена што би требало да изгледа. Спомена дека заедно покрај тебе растеше Андријана и тоа се оние вредности кои што ти ги всади, меѓутоа не споменавме дека вие две растевте заедно на некој начин, ти многу млада ја доби, а исто така и многу млада остана сама. Односно, за жал, твојот супруг почина набрзо по вашата
венчавка, набрзо како добивте детенце и уште тогаш беше првиот оној удар, кој што јас реков, првиот удар од судбината. Беше ли тоа на почеток едно такво искушение за кое што ти си мислеше, добро, ова изгледа тоа искушение со кое што ме соучува животот и секој треба да помине, како што обично сите си викаме и тоа е тоа, понатака ќе биде лесно. Па јас кога го доживеав тоа, јас бев многу млада. Значи 22-3 години имав и не си спремен за такво нешто. Апсолутно не си спремен. Затоа што, мислам, и сега не бев спремна кога ми се случи ова со Ан, но може да замислиш колку сум била тогаш млада. Јас чудесно се омажив. Јас немав намера да се омажам. Ајде да раскажи ни како се случи тоа. Јас немав намера да се омажам. Се случи така некоја симпатија во тоа време, немав некоја, не знам, врска да јас нешто сега тука. Едноставно некоја симпатија, да речеме тука, на поминување, на среќавање, на кеј, затоа што мојот сопруг беше постар од мене, побаѓа 1-2-13 години. И тој така ме шармираше на некој начин, а јас го одбивав. Ја му велев, што се занесуваш ти, види колку си ти постар од мене, знаеш, и така, мислам се зезав едноставно, затоа што бев млада, премногу бев млада и едноставно немав намера за мажење. Јас имав други идеи, други планови во животот, сакав да студирам глумачка академија, некаде надвор од Македонија и така. И едноставно бев една весела девојка, да речам, една девојка со некои широки погледи на светот, што тогаш која што ја сакав уметноста во секоја смисла, така бев некако и стимулирана од моите наставници, затоа што навистина бев уште тогаш многу, од мала уствари, многу талентирана за многу работи. И ете тоа така се случи просто на шала. Јас кога тука некаде 17-18 години имав, кога требаше да го завршам средното училиште и да се запишем на факултет, и тој некако беше поупорен, постојано се среќававме тука во Карпош, јас се живеев и тој тука живееше и стално некако се шалеше дека ќе ме земе за жена. Значи, кога ќе ме види, ми рече, еден ден ќе те земам за жена, значи баш таква девојка сакам. И така. И јас апсолутно се смеев на сето тоа. И му велам еден ден, така почнавме некако некоја, како да кажам, платонска некоја забава, најверојатно тој, што знам, имаше некој сенс заштитнички кон мене, не беше некој нахален човек, иако беше постар, некако заштитнички, некако ја разбираше мојата шеговиност. И почнавме некако така некаде да искачаме, да се тоа, не знам, на кејдас, некако, како некоја, како да кажам, врска без врска. Долго ли се забавувавте? Па што знам, дали беше долго, така година дена сигурно, да речеме, знаеш како, онака, повлечи, потегни, вака, така, се беше некако, да речем, од моја страна, затоа што јас само се смеев на тоа, затоа што стварно, он беше пресериозен, а мене тоа ми беше смешно. Затоа што јас едноставно бев поинаква. И му велам еден ден, знаеш, му велам, јас не се занесувај, значи јас ќе студирам глума и не доаѓа во обзир, значи ајде да бидеме во врска. И тој мене ми рече, вика, знаеш, ти ако отидеш на друго место да студираш нешто друго надвор од тука, ако јас не те гледам, јас ќе умрам без тебе. Така ми рече. И јас толку тоа ме погоди мене, реков, како сега му велам, да умреш, му велам јас. Каква смисла има тоа, каков, мислам, она. Не, значи, јас не можам да си го замислам животот без тебе. А така бевме почнали да излегуваме, он ќе ми испратеше до дома, и моите со кого беше, јас ќе им кажам, па, бев со Панче, он така ми се малце, па како, ми беше малку чудно, ама некако видео дека е културен, дека е се фин. И
неколку пати тоа ми го повтори, јас он да не умре, јас се омажив за него. Од таа Од причина. учтивост. Да му реков да мене не можам да замислам и кога не знам така ми па тогаш ќе се земеме. И јас му велам, ама јас морам да студирам. Па вика, па сега нема да студираш глума, ќе студираш нешто друго. Јас сакам да кажам колку сум била, Господе, наивно си младост, а и не бил, сега он не беше лош човек, он беше навистина добар човек. И некако другачи беа Добро, тогаш. никогаш љубовта знае себична да биде. Да, тој себично ме сакаше, ама јас тогаш тоа не сум го гледала тоа така, нели. Едноставно беше и забавно и малку, како да кажам, некако за мене тоа леле сега да не му биде нешто навистина лошо. И така, ама еве што се случи, јас навистина се омажив за него. И само 2 години бевме во брак и он навистина почина, он навистина умре. А јас се омажив за да не умре човек. И се вака кога го зборувам од ова дистанца, некогаш изгледа можеби малку и така смешно, иронично. Ама животот е таков чуден. Во некогаш и сами, некогаш луѓето се чувствуваат или се предвидуваат некои работи без да знаеме или не знаеме, знаеш, едноставно зборуваме така, знаеш како велат она, пази што ќе посакаш или што ќе кажеш, зашто може да ти се оствари на чуден начин. Некој ние не сме свесни за тоа, некоја виша сила. И тој навистина почина од акутен инфаркт на место, значи инаку имаше 34 години, тогаш и беше на директорска функција во познатата Македонија Табак, значи беше директор на правна служба, во Македонија Табак беше доста успешен. И се случи тоа што се случи, јас навистина тогаш останав тогаш бев во голем шок, затоа што не можев да си замислам што ми се деси, бев многу млада. И колку години имаше Андријана? 2 години имаше Андријана, да. Толку, јас имав 22, он имаше 34. Се опоравили од таа загуба лесно? Па знаеш како, постепено, колку време требаше? Добиваше на тешка траума, ама некако самата младост, да речам, бев доста млада и младоста е поинаква, некако те имаш повеќе сила, морав да се борам за Андријана, она ми беше се, значи имав за кого да живеам, јас тогаш облеков црнина и кратко ја носев, уште тогаш некако имав, како да кажам, од околината бев така, поготово од неговата фирма, бидејќи он ми понудија место да работам во Македонија Табак и тогаш нели имаше се грижа за така за фамилиите која ќе останеш сама, поготово самохрана мајка. И јас отидов во Македонија Табак да работам и така најдов на еден голем отпор, затоа што бев многу млада и убава. И изгледав на луѓето чудно, поготово што... Неествено за тоа како една вдовица треба да изгледа. Да, тоа те прати тој епитет вдовица, што јас воопшто никогаш не го сакав. И поготово кога отидов таму да работам, јас не носев црнина, затоа што носев само до 40 дена. А тоа го направив само за Андријана, затоа што еден ден, кога стоев во купатило пред огледало, дома, имав облечено еден друг джемпер, кој што беше, не знам, некоја така помаранџаста боја, така некако, и си стојам пред огледало и се чешлам, и она стои на врата и ме гледа и вика, вако да мама! Ја вака режа, што се случи? Што, сина? Колку си убава, ми вика. Ја викам, како колку сум убава, види каква сум, нешто, немаш уште 40 дена. Навистина бев, мислам, онака баш утепана. И викам, како убава, викам, а што сум ти толку убава? И она вика, ова блуза ти стои многу убаво. Аха, викам, заради блузата, и вика, немој веќе она црна да ја носиш, знаеш. И тогаш реков, да, ќе престанам ради детето до 40 дена, и така, и така да речете, следеше во фирмата на супругот, ете, можеби некое непријатно однесување или непријатно чувство, меѓутоа, а околината како се однесуваше кон тебе со оглед на тоа што ти ете и естраден уметник и пееш и да, и секогаш изгледаш убаво и се шминкаш, сигурно и тогаш било така. Сега јас сум исто од помладата генерација, па не се сеќавам толку на тебе во тие денови како е тоа било, меѓутоа те осудуваали.
Да, Дали очекуваа дека поинаку треба да се однесува една секако. жена која што го изгубила сопругот? Секако, да. Тоа се големи, како да кажам, осуди кои што за толку млада особа колку што бев јас, навистина беа просто, како да кажам, нереални. Значи, тогаш сватив уствари колку светот е суров. Заради тоа што не очекував да бидам толку ставена на распната, просто онака како да си најголемиот грешник, а не си. Први не си очекувал такво нешто. И затоа што јас после заминувањето на мојот сопруг од оваа реалност, ја доживеав мојата најголема популарност и почнав и со телевизија, значи, затоа што после тоа, значи, дипломирав на факултетот за интердисциплинарни студии по новинарство. Инаку се префрлив на студиите по новинарство, затоа што он ме запише на правен факултет. И јас кога дојдов до еден степен, кога видов дека стварно не сум родена за правник и да им судам на луѓето, реков, не, доста е толку, барем сега да се пронајдам себе си. И така се запишав на новинарство, дипломирав во рекордно време, мојот професор по новинарство Живко Андревски беше првото скалило, првата лествица со која што јас дојдов во македонската телевизија, тогаш на младински емисии, на утренски емисии, како што беше Добро утро, добар ден, да правам прилози и такви работи. И така почнав како новинар во македонската телевизија, и за да после тоа исто работев, пишував сценарија за разни скечеви во кои што играа познати глумци. Таа работа ми ја доверија тогашните уредници, како што беше Алјоша, Руси. Па правев една новогодишна, бев како косценарист на една новогодишна емисија, каде што кога се заврши, тогаш во македонската телевизија така беше, кога се заврши целата тоа снимање, случајно седевме, тука беше Ферус, не знам, свиреа, нели така, и не јас нешто запеав. До мене седеа некои луѓе од продукцијата, што јас тогаш појма немав кои се тие луѓе. Која ме слушна, ама девојче, ти пееш убаво. Не, реков јас, а јас кога почина мажот ми реков дека никогаш веќе нема да пеам, заради тоа што јас и навистина си пеев и музички образована бев, и бев музичко училиште, на клавир свирев. На гитара свирев самоук, на гитара бев и така да, ама кога ме се задеси тоа, реков не. Но ете, животот животот ме носеше така, едноставно ми пружи некои шанси кои што јас тогаш навистина бев млада и не очекував така да се одвиваат некои работи, едноставно ми ги даде животот, пак ми ги понуди оние работи што сакав, што бев предодредена за моите таленти. Кога ќе си така, да речеме, после такви животни трагедии, кога ќе станеш популарен и кога ќе станеш баран и препознатлив, луѓето навистина тогаш што осудуваат уште повеќе, па како може, па нели, како може да пее, да мажот и почина. Истото се случува и денеска. Мене и денеска, да речеме, после толку години. Не после, значи, еве со Ан, кога замина тоа, јас доживеав такви трауми, јас едноставно година дена од дома не излегов, бев самата со себе, јас, болката, Ани, еден Господ меѓу нас. И тоа никој не може да знае што доживува една мајка која ќе изгуби своето дете. Но како ќе почнеш да се креваш, едноставно луѓето не може да ти го простат тоа. Имаш пријатели кога, да речеме, пријатели во наводници, неколку души се бројат на рака кои ми се вистински, кои што вистински ми помогнале кога ми било многу тешко и кога се кревав, а вистинските пријатели се гледаат баш кога ќе почнете да се кревате постепено. Значи, каква подршка тогаш некој, колку тогаш некој ќе ве разбере, колку некој ќе се радува кога вие навистина ќе успеете, да речеме, да имате момент на радост, да се насмеете, да почнете да креирате, да влезете во текот на животот, затоа што многу е тешко човек кој ќе изгуби чедо,
да застане на нозе. Тоа е најтешкото нешто, нема поболно нешто. Јас велам, и кога бев млада ми беше тешко, но самата младост сама по себе е таква да едноставно животот нели ти носи некои работи и ти си млад и некако имаш и повеќе енергија. А сега навистина ми требаше голем напор за да бидам она што сум денеска. Меѓутоа, овој пат тебе пак имаш за кого да живееш, тука е внуката, која што ти е наследство од Андријана, меѓутоа и таа е не на некој начин, туку таа е тргната по вашите уметнички води, уметноста е во семејството, и Стефанија е уметник, односно е актерка. Можеме да ја гледаме и на реклами, ја има и во некои турски серии, дури се појавуваше. Ти беше ли тоа доволна причина за да се издигнеш? Иако Стефанија поголема беше, нели кога се случи све тоа, не беше мало дете како што била Андријана. Да. Тогаш кога била првата трагедија, меѓутоа верувам дека била еден мотив. Па Андријана на пример не можеше да свати како мало дете што е тоа, нели јас и покрај тоа што и објаснив и кажав, детето кога е малку поинаку. Ама за Стефанија беше многу тешко кога ја загуби мајка си, заради тоа што доживеа навистина голема траума и затоа што баш тоа се случуваше во моментите кога Стефанија требаше да дипломира на факултетот за драмски уметности и тоа беше еден неверојатно тежок период за нас. И секој ќе речат луѓе имаш за кого да живееш. Знаеш како? Да, тоа е така, но мајката кога и 9 деца да има едниот прст ќе ти го и 10 едниот прст ќе ти го отсечат боли. Не едно дете кога имаш. Значи, они двете си имаа кај мене секоја своја позиција, своја улога. И таа празнина никогаш не се надополнува. Значи, Стефанија, јас имам како моја дете, затоа што сум ја израснала од малечка, и постојано велев дека имам 2 ќерки. Како 2 ќерки? Па така, ќерка ми и ќерка од ќерка ми. Значи, апсолутно не сум ја двојала, но она си има свое место, свој, како да кажам, свој карактер, едноставно своја личност. Имам со нејза, имам еден однос, со Андријана имав друг однос. И покрај тоа што ние сите три се надополнувавме. Јас постојано велев дека сме ние свето тројство, ние и денеска сме свето тројство, Ан делува од другата димензија, ние двете сме овде. Ан постојано велеше, вие двете сте исти. Значи, имаме некои, како да кажам, заеднички особини, што Ан беше така потивка, поповлечена. Јас и Стефанија реагираме во моментот. Значи, знаеме да изреагираме, да го кажеме она што ни е во моментот тешко и така побрзо ги процесуираме емоциите и да бидеме, да кажеме, окей, не да биде тоа, не знам сега, нешто нервозно, не знам, јас бидејќи од секогаш сум работела со моите деца, да можеме да имаме разбирање дома, не да се караме, поготово што бевме жени, сите женски, ние бевме женско семејство. И така и сме се уште женско семејство, затоа што Ан е жива, пак ќе речам, и покрај тоа што е во друга реалност. И да, повеќе пати ова го имам слушнато, извините, прекинав, кога знаеш да кажеш Ан е жив ангел, жива е, тоа го на некој начин го велиш за да ти биде полесно, така ти е подобро кога размислуваш или баш така чувствуваш? не, Каде е таа граница? Што е тоа што го разграничува за да можеш така да го кажеш? затоа што е жива. Затоа што Ан е жив ангел. И затоа што јас во друго не верувам. Затоа што јас не верувам во смртта. Не веруваше ни таа, не веруваме ни ние, ни Стефанија. Ние така сме научиле од се она што го учевме во врска со духовноста за овој период. Од кога јас почнав навистина да се интересирам зошто ми се случуваат мене некои работи толку, да речеме, млада, кога ги губев моите сакани и блиски.
И едноставно тоа е нешто во што ние веруваме. И знаеш како во што веруваш, тоа и ќе го видиш. И Библијата кажува, поверувај па ќе видиш. Затоа што многумина, јас сега нагласувам понекогаш и постојано велам жив ангел небесен. Зошто? Заради тоа што на луѓето не им е јасно, тие имат некоја перцепција за ангелите, дека тие негде постојат, ама дека се заспани, дека нешто, дека ете сега ние нешто се тешиме со тоа, нели? Так. Ангел не ја знаат суштината. Ангелите не се мртви битија, ангелите се живи битија. Ангелот, вие значи кога се молите на Бога, вие не се молите на мртовец, вие се молите на живиот Бог, зашто Бог е жив. Кога го викате својот ангел чувар, ви треба да знаете дека повикувате живо битие, не мртво. Луѓето не знаат, луѓето мора да ја менуваат својата терминологија. Јас тоа во моите емисии во будењето постојано го зборувам 13 години, дека ние не само ова реалност овде, значи ние веруваме во тоа, дека телото е минливо, но душата е вечна. И дека душата го продолжува својот пат во повисоката димензија. И затоа таа душа оди таму со сите записи од овдека, значи тоа енергетско тело кое што го продолжува својот пат и кое што едноставно еве како да го објаснам наједноставно, кога велат еве Бог која ќе го спомнеме, Бог е Бог на живите. Што значи за Бог нема мртви. За Бог сме и овдека, ние во оваа димензија, во оваа згусната троидимензионалност во тело, нашата душа во тело, сме живи и живи се нашите, сите оние, па и ние, еден ден кој ќе отидеме, затоа што душата е вечна, а телото е минливо. И многу е битно луѓето да го разберат тоа, или кога велат, например, еве, кога сакат да ти искажат некое сочувство, јас на мојот Facebook исто сум им рекла да не ми пишуваат така, бидејќи Ања е жива. Да не ми пишуваат нека почива во мир. Значи, ти кога еден родител постојано му го кажуваш тоа не е добро. Не заради тоа, затоа што постојано го потсеќаш на смрт, а смртта не постои. Ние кога така би го разбрале животот, тогаш не би се ни плашеле од смртта. И тогаш многу полесно би се заминувале од оваа реалност. А луѓето сакаат да останат само овде, мислат дека овде се вечни, ама овдека не сме вечни. Овдека не е вечноста. Луѓето се плашат од вечноста. Тоа го зборува исто и во книгата своја, која што имав неодамна промоција, и затоа носи наслов Јас сум жива, бидејќи таа беше свесна, таа беше едно продуховено битие, кое што навистина беше свесна за се она што ја чека. И едноставно пишува многу добро. Мене ми е жал што не ја носам книгата, бидејќи немам примерок. Дали кога беше болна веќе ја пишуваше книгата? Започна па види, ние никогаш тоа не го нарековме, никогаш не нарековме состојбата на канцер болест, бидејќи тоа е состојба на душата, да, тоа постанува болно за телото и телото ја губи својата моќ, но еве знаеме како на некој начин телото може да се уништи. Не заради тоа што човекот не може да се избори со таа состојба. Ан секогаш зборуваш и по телевизии дека канцерот е излечив и она навистина дојде во една феноменална состојба. И затоа она одлучи да напише книга за да биде пример и да им покаже на другите како треба да веруваат и кој е начинот за да излезеш од таа состојба, бидејќи канцерот не е состојба на, како што се уште некои луѓе мислат, на лош воздух и на нездрава храна. Да, тоа може да биде еден од факторите да придонесе, ама не да биде и пресуден. Затоа што
веќе сите знаеме дека секоја диагноза што доаѓа од емоцијата. Значи, сите наши заробени емоции, кои што ги чуваме со години, се потенцијални индикатори за утре да се добие некоја диагноза, дали канцер или некоја друга, кај секого различно, но секој треба да си го побара својот лек во тоа од каде потекнува неговата состојба, со што се соочува, за да едноставно знае и како да не само со медицината како таква, туку да знае како и душевно, духовно да се исцели, да се излечи, како да ја трансформира таа емоција која веќе преработила и која почнува да му го разорува организмот. Сега убаво те слушнав кога рече Ан дојде во една добра состојба, меѓутоа потоа нешто се случи. Што се случи? Како повторно се врати болеста? Еве јас пак велам болест, ти велиш не е болест, меѓутоа како и да е. Добро не, јас немам ништо против што зборуваш така и сите мислам што ведиш нормално е тоа. Не ми е чудно и луѓето претежно така го кажуваат или го дефинираат тоа што нормално човек која ќе отиде, значи од нешто, значи имал тешка болест, така се тоа, но ние мораме да најдеме начин да ја менуваме терминологијата на нештата, зашто таа терминологија ќе ни овозможи поинаку да ги перципираме работите, иако утре, затоа што не знаеме што не чека, било кој, на полесен начин ќе ја надминеме таа состојба. Зошто не успеа? Таа беше речиси готова, еве сега знаете дека во тек се судењата и на онкологија. Да, тоа исто ќе те прашам малку подоцна. Да, заради тоа што не беше адекватно лекувана. Затоа што кога она дојде во состојба стварно да биде супер, требаше едноставно таа терапија која што започна да ја даваат, која што се покажа и сега со вештачењата на вештаците, на стручњаците, значи по барање на онколошки пациенти. Јас не сум го барала тоа затоа што ниту сум била моќна финансиски за такво нешто и покрај тоа што знаев дека тие ја предозираа и дека таа терапија не и приеше. Тие продолжија баш кога требаше да биде она навистина онака да биде супер, да биде добро, да верувавме дека готово веќе сме ги надминале сите состојби затоа што заврши со хемотерапиите, но кога почнаа да ја допингуваат со така наречени имунотерапии или биолошки терапии и сега се воспостави дека со терапии кои што воопшто не биле адекватни за нејзината диагноза, значи за нејзината диагноза, тоа се такви унакрсни терапии кои што нејзија уништува, кои што не отиде од канцерна дојка, тие и го уништија црниот дроб, затоа што не можеше веќе организмот да процесуира и го уништија црниот дроб. Црниот дроб значи организмот полнеше стомакот вода по 10 кила течност, која не можеше никако да се исфрли. Тоа се тешки болки, тешки маки. Мора со пунктирање да се вади таа вода, таа се вади скоро секоја недела и почесто. Па се носи катетери, што се не, тоа се Исусови маки, тоа се такви маки, сите органи ти се полнат со таа течност. Зошто? Заради тоа што црниот дроб е уништен и не може да ја процесуира таа цела хемија која што се дозира. Така ја дозира, а ние ги молевме, јас сум плачела да престанат. Кој никој не одговори? Дека е тоа нормално, дека ќе помине, кога ќе отидеш на гастро, кај што ќе те пратат, кога се дежурства, така дознавме всушност. Таму специјалистот ја гледа на ехо и вика: дали вие сте свесни во која состојба е вашето дете? Ја знам дека е во тешка состојба, но во која вела? Па таа има вештачки лези, има лезии на црниот дроб. Што се тоа лезии, му велам докторе? Тоа се вештачки метастази, кои што се добиваат од неадекватна онколошка терапија. И јас сега, Јулија, не ви можам ништо, на вашето дете му се броени деновите, сега можам да ја дадам само за болка, ќе се отидете кај вашиот онколог
и тој нека му е мисли што ќе прави. Ето такви одговори. Вие одевте повторно, претпоставам, кај вашиот онколог, му ги кажувавте Ама овие нормално дека можеш да отидеш, немаш каде да одиш. Како реагираше онкологот кога му кажувавте што се случува и какви препораки добивате од колегите? Ете сум го кажала тоа, јас навистина ми е тешко и не сакам да се навраќам, драга Бети, на овие работи заради тоа што за нив едноставно егото е големо, ти продаваат авторитет, дека ти не си доктор, дека ти не си стручњак, ти не знаеш ништо, дека тоа е минливо, но гледаш дека не е минливо, дека е се потешко и потешко, но ти не можеш да се справиш со нив едноставно. Нема слух. Затоа што за нив тоа се нормални состојби, за нив може се нормални, ама за секој обичен човек не е нормално. Тие секој ден се среќаваат со такви пациенти, ама ние кои што бараме, го гледаме Господ во нив, за нас тоа не е нормално. Но сваќаш дека едноставно здравството кај нас навистина е до таа мера до таа мера е отидено во амбис што едноставно јас сум разочарана, не знаеш како кога ќе видиш каде си бил, од кого си барал помош, се прашуваш дали е возможно да живеам во таква реалност. Дали е возможно? Заради тоа што просто нема зборови, затоа што не е можно да не знаат што правеле. И покрај тоа што јас сакав да се тешам дека е возможно да погрешиле во нешто, нели, да секој може да му се случи грешка. Но овдека се работи за намерно, па свесно, значи свесно дозирање некому, свесно дозирање на пациентот. Ова не може да биде случајна грешка, затоа што вие на онкологија не даваат аспирини, па дали ќе дадеш 1 или 2. Даваат тешки хемии кои што тешко се процесуираат. И кога ќе дојдеш со такви тешки нуспојави, да не бидеш слушнат и понатаму да се продолжува со уште поголемо бомбардирање од кое што навистина организмот експлодира, тоа се тешки нуспојави, што да ти кажам. Тоа не се зборува, тоа се трауми кои што јас од сето тоа добив трајни последици. Секој родител што ќе огледа своето дете како се мачи на тој начин и ќе го изгуби, е просто неможно од тоа да излезеш неначнат некаде во некој дел од телото за било што, така да, затоа што од таа болка произлегува и болка во телото. Тоа се трауми, тоа не е обична болка, тоа е таква траума која што мора човек да биде високо свесен за да дојде во позиција во која што сега вака, како што јас, да речеме, поминаа 3 години, ама свежо секогаш како денеска можам да зборувам свесно и вака, да речем, да изгледам мирно или да бидам смирена кога го зборувам тоа, и покрај тоа што постојано ти се зарива нож во гради кога зборуваш за тоа. Јулија, сакам еве уште ова да те потпрашам во врска со терапијата и ќе поминеме на друга тема. На почетокот велиш, рече си дојде до ситуација да се излекува Андријана, меѓутоа потоа терапијата не беше добра. А дали тие ја сменија терапијата или истата терапија ја користеше и на почеток кога делуваше позитивно? Тука да го разјасниме тоа, затоа што знам дека ти беше и сведок на судењето на едно од рочиштата, односно за онкологија. Да, па јас бев повикана од јавното обвинителство. Јас поема немав за тоа дека ќе бидам сведок. И покрај тоа што знаеш што се случи, но јас бев толку преморена, толку бев уништена, морав да се кренам самата себе си, што јас првата година кога онколошките пациенти, кога се откри целата далавера на онкологија, мене ми се јавуваа да одам на тие протести, но јас немав сила, значи додам, јас реков ќе го напишам тоа во книга, се што го знам, јас немав сила да присуствувам, да одам пак на тие места каде што навистина веќе како да клиниката ни постана како дом, но нонстоп си таму, тоа е нешто што не се опишува со зборови. И
Јас бев после 3 години, мене ми се јавија од јавно обвинителство и кога ми се јавија, јас навистина останав занемена. Ми рекоа, Јулија, вака и вака, досието на Андријана, значи се вештачени досијата од 2018 до 2022 година и досието на Андријана е едно од најсимптоматичните, така да дали ќе сакате да слушнете што е тоа, да се видите со јавното обвинителство што се случувало. И јас кога дознав, кога тамо ми прочитаа за сите тие терапии, ја не можев да си поверувам дека такво нешто постои. Значи, покрај тоа што знаеш, затоа што ти ме праша дали истата, значи, она прими 8 хемотерапии, после тие хемотерапии, значи, нејзи препиша као превентивно, инсистираше доктор Васев да прима таа имуно или биолошка терапија као превентивно, што нејзе воопшто не и пријаше, значи, сосема друга терапија, која што воопшто не и пријаше, уште од првата алармиравме, но тие си продолжија. Но сега јас дознав исто дека се давани и други хемотерапии кои што воопшто не се за нејзината диагноза. Само може да замислиш ти какво бомбардирање на организмот е тоа. Па тоа уништува се живо, секоја клетка што веќе се изборила. Се што, значи, тоа е неверојатно нешто. Затоа не го уништија црниот дроб, затоа што не може едноставно да поднесе, да се isпроцесуираат сите тие хемии. Организмот има време кога може да ги прима тие хемии, пошто треба да се одмори малце, да се тоа се стабилизира, затоа што има начин. Исто и во онкологијата, ако они не знаат, сега барем толку се достапни знаењата, како некои работи се случуваат и што треба да се прави, малку треба да се биде со тие пациенти, не малку повеќе, но за жал дека се нема време, и понежен и посуптилен, да едноставно да сакаш кога ќе го видиш пациентот добро, да му дадеш шанса, да едноставно имаш сенс за тоа што му треба, како да му придеш, затоа што тоа е специфична состојба. Но јас пак ќе кажам, се нема ни доволно време, ние поминавме. Јас не велам генерално дека можеби сите се такви, можеби сега има подобри луѓе на клиниката. Но јас верував дека нашите доктори се навистина добри, но се испостави дека после тоа се сврте целата работа, доби друг пресврт за кој што тие нема едноставно слух за она што јас ги молев, за тоа што и еве докаде и кој резултат. Така, штетата е направена, за жал. Тоа не може да се каже дека е штета. Тоа е нешто што не се опишува со зборови. Има ли тука штета што може секоја штета што се направи, може нешто и да се поправи, овдека поправка нема. Јас многу би сакала од овој убав разговор да успееме барем на некој начин да им дадеме утеха на сите мајки, татковци кои што изгубиле свое дете, без разлика дали поради болест, дали во несреќен случај или од било што, затоа што додека те слушав колку на некој начин мотивацијски говориш кога велиш дека нема мртви, дека и мртвите се живи и дека се тука помеѓу нас, можеби тоа е она што треба да го осознаат и спознаат сите оние кои што тагуваат и додека ни ја гледаат нашава емисија. Да, ако човек не почне, денеска толку работи ни се достапни, но за жал ние сме некако се уште во некоја чаура и луѓето имаат своји уверенија кои што ги носат од детство. Поготово овде на нашиве простори. Значи, за тоа што е животот? Имат многу малку знаење, спознанија. Едноставно, времето се менува. Планетата наша се менува. Се околу нас се менува. Не е како некогаш што било. Значи, црквата наша
не можеше да ни го објасни и покрај тоа што секоја година го славиме Великден, Воскресението Христово, сега малку почнаа да се менуваат работите. Да допре таа вистина до луѓето. Што е тоа живот вечен? Што е тоа во што веруваме Во всушност? што е тоа во што веруваме? Тоа не, значи, Исус рекол, и секој што ќе поверува во мене, ќе живее вечно. Сега, кога јас велам дека, кога јас ќе им кажам, на луѓето си мислат дека нешто сум се увртала у главата. Значи, јас добивав и многу пораки и сега еве можев да ви донесам едно писмо што го добив еден ферман од нека анонимна жена што ми го оставила на работа во телевизијата. Да престанам да зборувам дека Ања е жива. А зошто? Зошто би престанала? Да, затоа што таа вели дека тоа е искривена вера на православието и дека мртвите се во нивните, баш така има, се во нивните ладни гробови и дека апсолутно не се живи и дека јас тоа што го зборувам, дека не е точно, дека не знам после колку илјади години ќе се случи и како ние ќе бидеме, ќе воскреснеме во Христос и така, не знам, да бидеме едно душата и телото и такви, некој, не знам, јас најверојатно она има свое видување, значи, зашто многу ми се јавуваат разни луѓе, нешто некој што знаем сосема малку, можеби некој учи за православната вера на свој верски начин или не знам, од било која друга вера, не е битно. Или можеби ете само што слушале нешто и луѓето ги иритира затоа што не дошле во состојба да имаат контакт или да нешто да знаат дека таа душа која што заминала навистина е жива. А ние секојдневно добиваме од нашите ближни знаци дека они се тука, ни се појавуваат со јасни знаци, ама ти ако не препознаваш? Ама ти ако не веруваш, не можеш ни да ги видиш. Не може, ако си ти обседнат со оваа материјалност, ако ти не си го побарал тоа од Бога, најчистиот дел на душата, да ти го даде како такво. И ако не ти е тоа начин на живот, значи тоа е верба, силна верба, зашто вели Бог, поверувај па ќе видиш. Значи јас го гледам тоа во што верувам. Не може некој што не верува, нема верба, да го види тоа што јас го видам и за што јас сведочам. И затоа луѓето си пишуваат или ти кажуваат некои работи и тие се апсолутно во право, затоа што тие не дошле до такво спознание. Зашто? Они викат, ние веруваме во Бог. Они веруваат на зборови. Зашто вика Бог, поверувај со срцето? За да ти влезе, да вербата влезе во срцето, тоа не е процес туку така и тоа не доаѓа од, како да кажам, сега ќе верувам јас, ама не, вербата е нешто што тоа навистина бара и време, јас многу време сум посветила на ова. И тоа е, јас не можам во вакви емисии да го објаснам тоа. Кој ќе ја земе книгата да ја прочита, јас сум жива. Таму пишувам за многу работи, пишувам за целата, пишува Јан, значи книгата е наша всушност заедничка, јас сум како ко-писател на книгата, заради тоа што јас мислев да напишам 2-3 страни, но испадна како книга во книга, затоа што морав да дојдам до оној дел зошто јас кажувам дека Ања е жива. Што поминав и како таа ми се јавуваше, што велиш ти како. Во книгата пишува се.
многу работи, на кој начин ни се јавуваат нашите ближни, нивните души, па какви пораки ни праќаат. Па јас 3 години од дан добивам пораки, напишав 2 книги со нејзините пораки, 2 алманаха Љубов за сите. Тоа се нејзини пораки. И зошто е тоа така? Затоа што љубовта е семоќна, љубовта прави чуда. И Бог рекол, Исус рекол, во мое име, кој што ќе правите поголеми чуда од оние што јас сум ги правел. Значи, тоа се чуда божествени, а не дека јас сум Јулија, дека јас сум привилегирана или моето дете, него едноставно јас верувам во тоа што верувам, Бог така ми се открива. Фала му на Бога што е така. Кога велиш многу пораки добивам во овие 3 години, си се посомневала ли некогаш дали ова стварно беше порака од Андријана или само така сакам да се чувствувам? Не сум се посомневала, затоа што конкретна работа, значи на конкретна работа која што не ми била јасна, сум барала одговор на нештото. И јас токму за таа работа добивам одговор. Значи, апсолутно тоа е нешто што, како да кажам, многу ми помогна да излезам од таа тешка состојба, да се дигнам како феникс од пепелта. Заради тоа што јас и немав друга молба до Бога кога ми се случи тоа, освен да се смилува и некако да се поврзам со душата на моето дете. Сега некои големи, во наводници ќе кажам верници, ќе речат дека ме обвинуваат, да речеме, дека тоа не е точно, дека всушност наводно ѓаволот ти прави сопки, па така ти се јавува, за да ти веруваш. Сега работата е кој во што верува. Знаете како тие веруваат во ѓаволите, тие веруваат во зло. А ние и јас верувам во љубовта. И верувам зошто Бог мене ми се објавувал со нечестиви, со ѓаволи. Зошто? Кога тоа е љубов. Значи, тој мене не ме мрази со тоа што Ан отиде, па таа е возлюбено дете на Бога, затоа што таа има повисока цел. Знаеш, што е кај нас најстрашното нешто? Кога ќе замине некој од оваа реалност, луѓето мислат дека се молеле на Бог, Бог не ги услушал нивните молитви за тоа што и отишол за тоа што е казнет, за тоа што Бог казнува. Не, Бог некогаш ги зема чедата најдобри за тоа што знае и зашто и нема му требаат такви добри души, чисти души. И тие се тогаш спасени во Бога. Тие кога би останале тука, може би не би биле толку помилувани. Ние така треба да веруваме во Бога, а не да, сега Бог ми помогна затоа што се излечив, а овој го казни затоа што тој почина. Не е точно. Значи, тие некои работи, тоа се заблуди на умот. Тоа се луѓе кои што не познаваат, не прочитале свети книги, па дури ни наука, затоа што и науката сега го тврди истото. Ти ако земеш да гледаш, значи има сега и видеа каде оди душата, како оди душата. А во нашата книга, во Јас сум жива, која што сите можат да ја најдат во книгоиздателството Икона во Рамстор, нека ја прочитаат и тогаш ќе дознаат на вистина многу работи кои што се напишани, како јас сум ги доживеала, како Ан ги доживувала. Тука е една вистина, тука е гола вистина, тука е разголување на душата. Во таа книга има многу интимни работи за нас, кои што не може да се кажат вака во емисии, нити на подкасти, нити да она што може да го напише раката. Јас сум можела и да не дозволам тоа да отиде во јавност, затоа што на вистина нашата животна приказна е раскажана таму. Ама е раскажана со пораки, не е патетична. И во најтешките моменти книгата не е патетична. Книгата носи многу јасни пораки за тоа. Секој што ја прочитал да се пронајде во нејзе. Заради тоа што дава јасни инструкции во животот, како некои работи си ги зимаме здраво за готово и што после тоа, кои се манифестациите, кои се последиците.
како можеме да си помогнеме на патот кога ќе дојдеме, нели, кога ќе паднеме најниско, како да се кренеме, како да се воздигнеме од сето тоа, која е вербата, што е вербата, која беше вербата на, која е мојата верба. Тоа е една исповед на мајка и ќерка која што не верувам дека такво четиво има и во светски рамки. Јас велам дека таа книга ќе биде бестселер затоа што допрво го започнала својот пат и заради тоа што тука нема нешто од туѓо нешто земено. Тоа се лична наша историја, лични наши автобиографски книги, лично моje искуство. Јас навистина многу сум се едуцирала духовно, имам многу семинари, сертификати и имам прочитано Библијата и Новиот Завет по неколку пати. Многу долго Бог ме подготвил мене за ова. И затоа мојата верба е така, затоа јас можам сега да зборувам, да речеме вака, и смирено да изгледам, и да бидам смирена, не само да изгледам. Ова не е глума заради тоа што јас навистина длабоко верувам во тоа и затоа што јас ова сега се што го животот како го живеам и се што правам, едноставно е моја мисија, дел од она што требам да го изодам додека сум овдека, додека ми го дал Бог овој живот достоинствено, да зборувам вистината за мене и за мојот жив ангел небесен Ан, затоа што ангелите се живи битија, уште еднаш ќе повторам, и сите луѓе кога зборуваат за ангели или кога ќе кажат нека почива со ангелите, јас им велам не може моето дете кое е со ангелите да почива, таа е жива. Да, таму... Те гледаат ли чудно, така како Да, ме гледаат, секако некои ме гледаат, некои не ме гледаат, едноставно сака да го чујат тоа, зашто друг не го слушаат, зашто добиваат друго сознание, одеднаш им го отварам умот за да сватат што сакам да им кажам. Заради тоа што не можеш да кажеш, затоа што ќе кажат нека почива со ангелите, си мислат нека спие таму така мирно и нека бидат, знаеш, тие не се пасивни. Вие ако верувате, еве сега затоа и ме викнаа и мајките, бев од Кочани, бев таму, ја правев манифестацијата Љубов за сите и промоција на книгата Јас сум жива. Значи, ако вие верувате, ако вие велите вашите ангели, тогаш мора да верувате дека тие не се ангели кои што се веќе ги нема. Дека тие се живи, само во друг облик. И сите од нив имаат исто спознание како добиваат пораки, им се јавуваат на ваков или на онаков начин. Ама ако немате кој да ве подкрепи во тоа, ако некој ви каже, ајде, така ти се причинува тебе денес утре, значи ти му ја убиваш душата на оно и вербата на тој кој што треба да поверува, и кој ќе поверува, напротив, ќе добива уште повеќе потврда за тоа што јас го зборуваме. Јулија, на крајот сме на оваа година, а секоја наредна ни носи надеж за подобро, за поубаво, за повеќе среќа. Тоа се всушност и оние желби кои што секогаш си ги кажуваме, некогаш длабоко ги мислиме, некогаш разговорно, само нели во контакт со пријателите, со работници и се. Меѓутоа сега јас вака наискрено ќе те прашам што си посакуваш за следната година. Знаеш како, душо драга. Човек, мајка, жена, да каже, кој ќе го доживее она што јас го доживеав. И секогаш во духовноста се вели дека едноставно ние треба да не бидеме робови на нашите желби. Ние се додека некако ни оди онака во животот, во некоја, да речем и да не е нагорна, нека и осредна линија добро, некако нели се тера, човекот си вели, па како јас да немам желби? И нормално е да имаме желби, знаеш. Ама, кога не би сакала никој да дојде да ги облече моите кондори. Никој да оди во моите кондори. Но, кога ќе дојде во ваква, јас себе, кога сум дошла во една таква состојба од која што сум се издигнала, можам да кажам дека навистина сваќаш што значи тоа да немаш посебни желби, нешто, да немаш желби да едноставно да знаеш
за мене сега е само валидно и важно препуштеноста на Бога, мирот во себе, најголема желба ми беше да дојдам во мирот, затоа што кога ќе го изгубите своето дете, прво што губите тоа е мирот, сопствениот мир, затоа што сте во постојана болка, тага. И за да дојдете до тој мир, тоа е навистина пат и навистина свесност, освестување на многу работи. Фала му на Бога што на таков начин ме воздигна и ме стави на повисока свесност, да можам да имам мир, што е нешто најважно. Сега, јас сум многу креативна. И јас имам многу визии што ќе бидат, ама не се обликувани како желба. Јас тоа го гледам. И знаеш како, човек кога е во мир, тогаш може да го креира нешто што на вистина е негово исконско. Таа искра во себе, таа искра која што те води. Како што јас правам сега полно дела за кои што јас не сум можела да замислам, ама мене ме води љубовта. Тоа некако оди спонтано, дури некогаш и не планирам некои работи кои што сами се обликуваат. И тоа не се големи, немам јас веќе материјални желби. Во смисла материјална желба, не знам, да бидам, да имам, не знам, имот или... Имам, фала му на Бога се. И покрај тоа што го допрев дното, немав, го кажувам, тој на полно пати го кажав, јас Анкога, за мене на вистина го допрев дното, немав со што да си го погребам детето, дна. И ако успеав од тоа да се издигнам, јас воопшто немам стравови, да речеме, од материјална гледна точка, затоа што знам дека Господ ќе се погрижи денеска да не останам скроз гладна. Аз сум била и гладна и жедна, не сум јадела со денови, па тоа не ми беше важно. Ми беше важно Ан да остане и тогаш ќе ми беше полно се. Значи тогаш ти више материјалното воопшто не ти значи ништо. Како и сега. И сега воопшто, значи, не сум роб на никакво материјално, го живеам животот како се да ми е материјално потаман, а духовна креативност добивам. Еве, јас да речеме, од пред година дена почнав да сликам од пораките на Ан, добивав постојано пораки, да погледнам во незините четки и бои. И како ти сега да не веруваш дека таа е жива? Јас немав храброст да го направам тоа. Но кога ден решив да погледнам во незините четки и бои, јас почнав да сликам како цел живот да сум сликала. И насловната корица на книгата што е фактички моето дело, кое што е 1,40 на метар, ја настикав Ан како жив ангел, онака како што јас ја видов. Затоа што ја настикав и сите се чудеа мене, професорите нејзини ми симна капа, ми рекоа дека сум се надминала себе си. Па од каде тоа? Тоа не го правеше некој друг за мене. Тоа го правеше Бог низ мене, го правеше Ан низ мене, го правев јас, божествената моја искра. Значи јас, и како сега да не го сведочам тоа што го сведочам? Тоа е живот. Тоа значи апсолутно животот продолжува. Добиваш нови благослови. Некој ќе рече како можеш, например, јас се радувам на тоа, кога луѓе ме гледаат како сум радост, па како да не се радуваш? Се радувам заради тоа што знам дека Ан буквално е жива. Затоа што јас со нејзина имам жива комуникација. Јас сега уште на друга разина комуницирам. Јас сликам дела. И јас еден ден, еве, ништо да не работам, си велам, значи буквално јас буквално ќе се препуштам на сликарството кое мене... Инаку за оние кои што не знаат, Ан беше уметница, сликаше дела. Призната и позната македонска уметница, заради академски наобразована, која што навистина со многу изложби, самостојни, колони, групни, насекаде ја представуваше Македонија, значи нема културен центар каде што не настапила дека со самостојна изложба во Македонија, затоа и успевам да ги правам овие манифестации, затоа што сите културни домови ми ги отварат вратите, затоа што пред се ценат Ан.
И нормално се тоа што го правам сега за нејзе, за да остане нели спомен вака за незиното дело овдека на земјата и нормално за незината повисока мисија од небесата. Така, Јулија, јас ќе те оставам нели за крај да се поздравиме, меѓутоа тука некаде веќе ни одминуваат минутите што не се предвидени за овој подкаст. Јас можам само да ти се заблагодарам и еве ти кажам, сакам да ти посакам среќна нова година на сите оние што ќе го гледаат овој подкаст, затоа што новата година ни е на прагот. Да, морам да кажам, ти си првата што ми посакува среќна нова година. Да. Па ете, ја доаѓа годината, значи за некоја недела тука сме и еве кога што се однесува до желбите, јас имам една единствена желба, само на вистина да бидам во својот мир и да задржам вербата за да можам да творам, да го правам она што го правам на најдобар начин, затоа што единствено тоа е нешто што на некој начин ми ја исполнува душата, ме радува, убавите нешта, љубовта која што едноставно ме чини да бидам, да се чувствувам моќна, затоа што моќта од егото, знаеш како, ствара зависност и желби, а јас оваа година сакам тотално да бидам независна од се она што егото го прави да не унесреќи, затоа што знам дека само така можам да бидам во мир и во љубов и да ширам радост. И еве ви посакувам радост на сите. Благодарам уште еднаш што бев дел од твојот подкаст и што одвои толку време за мене. И би завршила со зборовите на Ан, љубов за сите. Јулија, јас ти благодарам што исто така одвои ти од твоето време да дојдеш кај нас во Канал 5, да ни раскажеш и мене и на нашите гледачи и за твојот животен пат, меѓутоа и за тоа како една жена може да се избори и повторно да застане на нозе. Јас морам да бидам искрена дека во текот на разговорот дури на моменти подзаборавав дека сум дел од овој подкаст, дека ова е мој подкаст, се чувствував како да ги нема овие рефлектори, како да сме јас и ти седнати некаде на муабет, затоа што толку убаво и позитивно влијаеше врз мене, а верувам дека и мотивацијски, како мотивацијски говорник на некој начин да јас сум мотивацијски говорник. И верувам дека таква енергија им пренесовме и на нашите гледачи во нивните домови денеска каде што удобно не гледаат. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Ви благодарам и вам, драги гледачи. Јас се надевам дека бевме доволно интересни да не гледате до самиот крај. Довидување.